До кога ќе не молат да паднеме на нијно ниво, хулиганство и да идеме да им ги скршиме главите и основните средства што ги имат. Со тај оджак што не трове, со тие милиарди што фрчат пред нивните глави, фрчат и нашите болни деца, семејства, фрча с големен број на смртни случаи, кобајаги од ковид, кобајаги од Тиреков ми рече. Каде е совеста на медицинските лица локални да станат и да го кажат бројот на белодробни заболувања на кочанските граѓани? Поплаки, револтираност и слика во која очајно се гледа борбата на граѓаните на општина Кочани да се стави крај на загадувањето од чадот на оджаците на фабриката Paper Mill. Четврти протест поред и милион желби да се дише чист воздух. Нема никаква сентименталност со вработените во фабриката. Точно е дека имат фамилии, меѓутоа сите имаме фамилии. Треба да ги извадиме сите тие што работат тамо со име и презиме, бидејќи за да гори тако оджакот мора некој нешто да стави во таа печка. Значи луѓето нас не троват свесно и ние треба да ги сожалуваме дека имале фамилии, па сите имаме фамилии. Да се солидаризираат тие со нас и да земат, нека напуштат, нека си дадат отказ, нека дојдат овде со нас на улица, затоа што и нивните деца се троват. Оваа фабрика цели 2 години ги труе жителите на општина Кочани, особено во приквечерните часови кога чадот од оджакот може да се види и со голо око, а миризбата претерано се чувствува. Денеска на протестот граѓаните порачуваа дека ова е последен протест на мирен и културен начин, да се бара прекин на работата на фабриката на непрофесионален начин. Може би Paper Mill не се единствениот загадувач во нашата општина. Меѓутоа, намерење се фатени тие, гледаме дека црна чади секоја вечер, кога има протест, свесно го намалува тоа, но после неколку денови повторно излегува црна чад. Доста ги молихме да бидат примерни и да ни го прво на себе да си го мислат доброто, да не претварат во милиони профити. Ние сме живи луѓе. Зад нас остануваат поколенија. Треба ли здраво да растат? Дома ќе се затвориш и готово. А деца не смееш да пуштеш, не смееш джам да отвориш. Ово нема ништо да биде џабе стване. Џабе, се. Зашто ли? Додека не ја запалеме да осетат и они, тогај ќе дојдат до нас. Ово е се џабе. И по претходните 3 протести кои беа организирани од овие граѓани нема виден напредок. Се собравме по четврти пат на ова место на злосторството, како го нарекуваме, да уште еднаш го подигнеме нашиот глас и упорно да продолжиме во борбата за чист воздух за нас и за нашите деца. Јас сега ќе се осврнам до сега што имаме направено и што има направено Сдруженијето ОРГ. Прв протест, собрани потписи, забрана за работа 30 дена на Paper Mill, после 15 дена чудесно пак почнува да работи. Втор протест, собрани 750 потписи, поднесена кривична пријава, поднесена пријава и за правното лице и за управителот. Се уште е во тек, се уште немаме судска разврска. Вчера имавме известување од нашиот адвокат Иван Левков дека наскоро се очекува разрешница и го храбруваме обвинителството да донесе најстрога казна, бидејќи само парична казна очигледно дека на овие луѓе не им е доволна и мислам дека и може треба и некои условни казни да размислува обвинителството во иднина и да се заврши и да дадат еден резултат од досегашната истрага. Дури и граѓаните кои заради оправдани причини не успеале да бидат дел од протестот, во целост го продржуваат истиот. Ова е много добро што прават, слуша во Скопје, дури и во Кочариста, Салова, убаво што прават да го отклонат. Колку болести се уват, ова е плюс додаток. Треба се исчистава што е гадотија. Кочани катастрофа, ја оправдувам протест. Последниот инспекцијски надзор кој што беше спроведен во Paper Mill исходи со предлог казна од 20.000 евра и поставување на филтер на оджаците. Но препораките останаа само препораки, а чадот продолжи полека да ги убива жителите. Останува да се види само исходот од денешниот протест.